Уште една неправда врз Македонија, светот го виде вистинското лице на Бугарија, неколку стотини бугари не се никаков проблем. Софија сака бришење на македонскиот јазик и идентитет, рече премиерот Христијан Мицкоски, откако во Европскиот парламент помине извештајот за напредокот на Македонија без да се споменат јазикот и идентитетот. Европа видела со какви предизвици Македонија се соочува, но потенцира дека иако јасно на сите име дека Бугарија работи против нас, остануваме горди и со крената глава. И затоа не сакам никого, никогаш и никој да ми споменува дека бугарското малцинство е проблем. Тие неколку стотини луѓе кои се чувствувале како бугари, дали биле во уставот или не биле, не се никаков проблем. Уште утре можеме да ги внесеме. Но суштината е многу подлабока од тоа. И тоа сосема јасно се виде со овие чекори кои ги превзема нашиот источен сосед низ европските ходници. Мицкоски порача дека народот треба да биде на чисто, нема да се дозволи грешката која во минатото ја правеле неодговорни политичари, односно нема да се случи ново предавство. Рече дека на Европа може да ја кажеме дека вистината излегла на површина. Со жалење можам да кажам дека на површина излегува и сите оние кои свесен сум дека се потеа додека измислуваа при наши средби изговори за наводни реформи кои треба да се донесат и за наводно бугарско малцинство кое треба да влезе во уставот. За техникали, бегајки од суштината. Сите тие се и беа свесни за вистината. Сепак тоа се политичари од врвен калибар, за разлика од Бујар, Артан, Ковачевски, Маричич, Венко и сите останати. Премиерот упати благодарност до пријателите од Европската Унија, кои се уште веруваат во нашите вредности како дел од европското семејство, дели заедно ќе работат на реформите за напредок на државата. Нема да ве разочараме. Ке работиме заедно со вас на реформи, на развој, ке се обидуваме да ја предвижиме земјата кон ЕУ. Тоа е новиот пат кој ќе го отвараме по принципиелни и вредностни основи. Затоа што членството на мојата татковина во Европската Унија не е само цел, тоа е и наша потреба, но и заедничка потреба. Според Мицкоски, случувањата во моментов се Крушевскиот манифест, со кој Македонија докажува дека е на вистинската страна за разлика од Бугарија, која низ историјата покажала дека знае да ја одбере погрешната, најави низ иницијативи и повика на сојузништво со МАНУ, со партиите на етничките заедници, опозицијската СДСМ и сите кои сакаат, како што рече, да помогнат.